Ако јас бев премиер и јас да бев таа која што ќе го оцени овој извештај и напредокот, јас веднаш ќе даде оставка. Но бидејќи ние имаме премиер кој што не дава оставка и кога се публикуваат прислушуваните разговори, не треба да очекуваме дека ќе даде оставка, дека тие прислушувани разговори се инкорпорирани во овој извештај и кога гледаме дека овој извештај е доминиран од ставот дека прислушуваните разговори на вистина се аутентични и кога гледаме дека колку длабоко државата е јавната од политичките партии, кога имаме веќе еднаквост помеѓу државата и партијата. Но да не влезам во оваа дебата и да зборувам, туку да зборувам за точката за која што повикана, што значи реформа на избирачкиот закон, иако не сакам да ги повторам моите дискусии или моите изјави, ќе се обидам да го проширам тоа што го реков во парламентарната дебата поврзано со изборниот законник и тоа нема да го кажам случајно, туку ќе го кажам од причина што дебатата се случија многу касно, без присуство на медиумите или со мало учество на медиумите и речиси ништо од тие дискусии не беше пренесено утредента во јавноста. Ова е една практика која што е воспоставена, би рекла лоша практика, со тенденција кој што не загрижува, кој што тежне да станува редовно и да ова се применува секогаш од страна на премиерот и политичката партија која што ја води. Почитувани присутни, за цело време на преговорите за пржино, особено кога се зборуваше за изборната реформа и забелешките на ОПСЕ и ОДИХР, изгледа дека главна доминираше, кај политичките партии доминираше функционирањето или пак составот на Државната изборна комисија во врска со изборната листа. Ова мене ми даде чувство дека ние повеќе се обидуваме да зборуваме за формата отколку за содржината. Затоа што јас уште мислам дека тоа што сме го слушнале за време на прислушуваните разговори не ни донесле на површина, не ни ги донесле, значи, слабостите на ДИК како такво или пак на изборната листа. И јас би сакал ова да го елаборирам. Кога зборуваме за Државната изборна комисија, начинот на избор, кандидатурите, профилите кои треба да бидат во нив и кога зборуваме за потребата да се исчисти избирачкиот список или не и нормално кога треба да се направи активна регистрација на гласачите или не, мислам дека сите ние или тие кои што преговараат или нас другите, ако некој не прашал или не прашал, затоа што парламентот во ова приказна не беше вклучен, но секако дојдовме да коригираме тоа што јас го сметав изборниот законник во смисла на актот на гласањето, чинот на гласањето, но што да правиме со нешто што јас сакам да го именувам како код на именување. Прислушувањата донесува на површина за една злоупотреба на институциите или пак на носителите на јавните функции, кои што се именувани и кои што се гласани во собранието. Што значи дека проблемот не е директно со изборниот законник. И тоа што јас го зборувам можеби е повеќе критика или еден поинаков однос кој што има за цел, како да речем, да не конфронтира или да не стави пред дилема сите нас за тоа
какви политичари или пак какви граѓани сме или сакаме да станеме ние. Ние видовме дека како именуваните или представниците на власта на екзекутивот, на извршната власт се однесуваат со каква ароганција и со каква леснотија тие ги таргетираат прашањата кои што всушност треба да бидат животни и ги гледаме личните етички кодови и докаде ние сме спремни да одиме да ги злоупотребиме институциите кои што ги водиме за наши лични или партиски интереси кои што ние ги застапуваме.